На патот Струмица Радовиш, веднаш од десната страна, е сместено селото Јаргулица. Истото е во состав на општина Радовиш, а од градот е оддалечено 12 километри. Селото се наоѓа на надморска височина од 330 метри, а патот што води до него е асфалтиран и лесно прооден. За настанокот на село Јаргулица постојат повеќе легенди и преданија. Имено по раскажувањето на жителите, Јаргулица порано било турско село. Тука живееле само жители од турска националност, но после Балканските војни во селото доаѓаат и македонци. Нема пишани и точни податоци за тоа, како настанало селото и зошто го носи името Јаргулица. Се претпоставува дека името потекнува од турскиот збор јарк, што значи брегово место. Село Јаргулица иначе формирано за време на турско време, така кажано, за време растото на Османската империја, кога Османската империја зазема Македонија. Поточно дали сега 15 век или 16, пишани податоци нема. Значи село Јаргулица е населено од турците и од таму потекнало е името село Јаргулица, затоа што зборот јарк значи бреговито место и така го создаваат името Јаргулица. Се до Балканските војни, значи од време создавањето на село Јаргулица до Балканските војни, во село Јаргулица не се живееле македонски со православна христијанска вероисповед. Се живееле само значи турци и цигани имал еден дел. За време Балканските војни, сега точно и тоа податок не е пишано години, нема го пишано податок, дали е пред или после, ама како по раскажувањето кажува дека е после Балканските војни. Првите македонци со православна христијанска вероисповед се доселени во село Јаргулица и тоа од село Тарајанци. Денешно место ќе се потрудам да ви објаснам, тоа е во близина на вештачката создадена езеро Турија, во близина на во подножјето, значи на како е таму Огржен, меѓу Огржен и меѓу Плачковица во подножјето село. Едно, во исти тој момент, значи блиско се дали тие правили овие, сега што ќе ги напоменам. Во исто тој момент се доселат и друга група на луѓе, значи поголема група на луѓе, христијани, од селото Восанци. Селото Восанци се наоѓа тоа наспротив Јаргулица, значи западно од Јаргулица. После пато М6, после минувањето на патот М6, се наоѓа селото Восанци. До ден денеска селото уште е обележено, има таму зидини. Сега последно време пред некои 10 години имаме изградено таму манастир, значи селото Јаргулица помага и собствениците кои се таму потекнат имаат изградено манастир. Сето тоа, значи, продолжува до некаде до после 50-тите години, значи до после Втората светска војна. Само тие некоја група на луѓе се живееле во село Јаргулица заедно со турците. После 50-та година, после Втората Балканска војна, значи кога настанува имиграцијата на турците кои почнаа да се повлечат за Турција, доваѓа друга поголема група на македонци со православна христијанска вероисповед, доваѓате и се доселат од селото Ново село. Тоа е во подножјето на планината Плачковица и еден голем дел, па исто така голема група во истите тие години доваѓа, се населуваат од селото Нивечено, исто така во подножјето на Огржден и Плачковица доваѓа приближно таму некаде. Од тај ден, значи кога се селуваат турците, има останало во село Јаргулица само еден турчин и селото, значи мнозинството на граѓаните се христијани. Може да кажам само и друго нешто за време на Втората светска војна, дека граѓаните, жителите тоаш на село Јаргулица, активно се учествувале за време на Втората светска војна. Тоа може да се потврди со пишани податоци кои ги има во музеот во град Радовиш. За тоа што за време на Втората светска војна имаме загинено 5 мина од село Јаргулица на Сремски фронт, тоа точно загинени се, од кои тројца македонци со христијанска православна вероисповед и двајца турци има загинени. Исто така имат учествувано, може да кажем, и за време
доста голем број, негде околу 8.000 за време распаѓањето на Југославија. Исто има учествуваат голем број на граѓани од село Јаргулица за време конфликтот 2001, така што значи жителите на село Јаргулица, голем дел од нив се добри бранители на Република Македонија, секогаш се застануваат за интересите на Република Македонија. Село Јаргулица порано било мало со мал број на жители, но со тек на времето, како што се развива населбата, така расте и бројот на жителите. Денес во Јаргулица живеат околу 1000 жители и има 200 домакинства. Населението ги има сите услови за живот: водовод, канализација, училиште, црква, мултифункционално игралиште, малска продавница и се друго што им е потребно за нормален живот. За разлика од другите села, жителите на Јаргулица не се иселуваат, барајќи работа во други земји. Село Јаргулица, значи, моментално броја негде на околу 200 домакинства, тоа за малци нема 1000 жители. Од тие 200 домакинства, од работоспособните луѓе, значи, негде на 10% одат, да кажем така, на државни работи по фирма, значи 90% од жителите се занимаваат со земјоделство. Најногу кај нас се одгледува македонското жолто злато, така кажано, тутуну. И може да ви кажам точни податоци, значи негде околу годишно 400 тона тутун произведува село Јаргулица. Високо квалитетен. После произведуваме куртовска капија, пиперката што е за нашите добро позната ајвер, голема количина, негде напомена и мојот сограѓаnin околу 1000 декара се сее. Сееме пченка, пченица, бостан има, рано градинарски култури има, ама и градинарски култури има, тоа е помал процент, значи претежно се занимаваат со тутуни со пипирки. Друго за село Јаргулица може да кажеме дека доста трудолюбив народ е во селото, веќе треба да го напоменаваме. Што можеш да напомене за село Јаргулица? Може да напомене за село Јаргулица дека последните неколку години општина Радош мора да го пофалиме това, затоа што тоа е висина. Последните 3 до 4 години има доста добро инвестирано во село Јаргулица. Има изградено локалниот пат М6 Јаргулица, поврзаани го. Имат изградено улица во должина од 500 метра од центарот, така кажано, кон северниот влез на село Јаргулица. Имат изградено повеќе наменско игралиште на центарот, вие го забележите и снимаате го. Имат изградено добро големо игралиште за голем фудбал. Ги поддржуваат фолклорните друштва, имаме 2 фолклорни друштва, имате од едното земено изјава, најверојатно ќе ви кажеш што се занимаваат. Го финансират фудбалскиот клуб. Сега у поново време, последните 2-3 месеца, во тека изградба, и вие најверојатно забележите, изградба на улица голема од 1300 метра, која е доста добра работа и доста прифатлив проект за село Јаргулица, затоа што можам слободно да кажам 80% од населението, од граѓаните на село Јаргулица ќе се поврзани со асфалт, сите ќе изгледат на асфалт. За населението во Јаргулица се грижи локалната самоуправа. Покрај сите инвестиции, општината во најбрзо време ќе го заврши еден од поголемите и значајните проекти во ова населено место. Се асфалтира најголемата улица, која е во должина од 1300 метри и ширина од 5 метри. Според првиот човек на општина Радовиш, Сашко Николов, село Јаргулица е најдобро организирано село од руралните средини. Од склопот на сите населени места кои припаѓаат на територијата на општина Радовиш и селото Јаргулица, кое што е релативно современо урбанизирано населено место, кое што има живот во секоја смисла и во делот на културата и во делот на спортот, а и ние како општина се трудиме барем и во делот на инфраструктурата генерално да ги подобриме условите, се со цел и тие да не се осеќаат запоставени, односно да ја нема таа разлика помеѓу град и сел. И прочем и ова што го работиме последните неколку години е баш во таа насока, со изградба на мултифункционално игралиште, со осветлување на истото,
со сега асфалтирање на најголем дел од улиците во самото село, ќе создадеме едни пријатни услови за да овие жители имаат пристоен живот, односно пристојни услови за живот. Во ова населено место можеби ние како општина сме запоставиле одредени зафати или проекти кои што би требало да бидат реализирани во претходниот период и тука позначена инвестиција не е имало последните 20-30 години, можам слободно да кажам, но ние се охрабривме и успеавме во нашата намера да асфалтираме улица во должина од 1300 метри должни, како и ширина на коловозна лента од 5 метри плюс тротарски површини. Со еден збор, генерално сите поглавни сообраќајници во самото село ќе добијат асфалт, што е во голема мера значено за самото населено место. Така, колку инвестиција ќе биде потребно за реализирање на Само овој проект, бидејќи тоа е еден пакет на повеќе улици кои што се реализираат во општина Радовиш, вкупниот пакет изнесува негде над 23 милиони денари. Значи вклучувајќи ги улиците во селото Јоргулица и ред други улици кои што се во фаза сега на реализација, вкупната инвестиција која што ја овозможивме од буџетот на општината изнесува некаде околу 23 милиони денари. Дали се знае кога целосно компletно треба? Па очекуваме не повеќе од месец дена да имаме и официјално пуштање во функција на улицата, односно примо предавање на самата улица за да биде во функција и на задоволство на жителите на село Јоргулица. Така. Добре, евете, кога сме кај Јоргулица, уште збордва околу инфраструктурата, водовод, канализација? Па ги има, да, тие основни услови ги имаат веќе од претходно изградено, водоводната мрежа, канализационата мрежа и реков, ние, бидејќи станува збор за добро организирано село, добро организирана местна заедница и знаат жителите на што да дадат приоритет, знаат како да го издесуваат тоа од нас како општина и последните, реков, година дена, 2 години, има интензивен раст и развој во делот на сите сегменти. Како што рековме и во спортот, оформија клуб, во општинска лига, сами се организираат со мала наша помош, се изградија фудбалско игралиште, мултифункционално игралиште, функционираат, значи, во секоја смисла во делот на спортот, тука е културата, последната година оформија и културно-уметничко друштво. Исто се трудиме и тука да ги помогнеме. Имаат, значи, се што треба основно за едно населено место, јас мислам дека тоа е баш селото Јоргулица. Главна и основна екзистенција на жителите од Јоргулица е земјоделството. Голем број од населението порано се занимавало со одгледување на памук, но денес речиси сите се насочени кон тутунот и пиперките. Мал е бројот на оние кои одгледуваат пченица, пченка и бостан. Жителите со гордост кажуваат дека годишно селото произведува 400 тони тутун, а на околу 1000 декари се саде пиперка. Може би едно од поредките села кои произведуваат големи количини тутун, па навистина треба да се горди што се дел од ова населено место. Село Јоргулица се работи со пиперка, најново, негде има 1000 декара пиперка, тутун, имаме и бостан. Имаме пченка, пченица, тоа се производува кај нас во село Јоргулица. Селото ни е зависно повеќе на земјоделие. Слабо имаме тие вработено село. И така, откуп имаме, тука се врши откуп во село Јоргулица на пипер, на позиот пипер. Откуп имаме. Јоргулица мислам нема превоз откупа до сега. Добро се решаваат тие проблеми. Нема некои застои откупу. Тутун исто откупува во село Јоргулица, имаме 2-3 пункта негде откуп на тутун. Народ не мора да кружи таму вама дојде по други села. И мислам да е добро, мислам. Јоргулица е како напредно село, јас го рачунам, со производство за се. Порано е било и мала памук, тоа е пред мош 50 години. Јас биле малку тоа запамтих, бех мал, бил смо 7-8 години, го добро знам, ама тоа веќе не се производува кај нас, памукот е и чезан. Тоа афион исто има и сега, ама мала количина е тоа. Тоа намално веќе скроз земјоделието и така повеќе на тутун, пипер, бостан, тие култури.
Порано во село Јаргулица немало црква, но по желба на местното население, селото добива Божји храм. На една прекрасна височинка, со поглед кон селото, е сместена црквата Свети Арангел Михаил. Прекрасно духовно светилиште, за мир и спокој на секојдневните жители, кое представува и место за крштевки и венчавки на жителите од овој крај. Од прво време, како што сум чувал од старите, и така сам јас веќе 84 години со човек, и јас сум прилично стар, и едно време нашето село било половина турци, половина христијани, а и 20 фамилии било цигани, што викаме. И за време на кој да турците на не бе още имаш тука. Сака ама црква да направат, они имат джамија, а црква да се виде нигде. Може да прават црква, ама да не се виде високо. Нели, например, Радовишката црква како у земјата она. У Восновци манастир што бееме, и он и у земја, да не се видело. Само минарин да се виделе. Таму после наш шоке направат црква, нема, донеселе камен. Кај гробиште имало некоја капела, како е имало таков камен, и од тај камен го зимат, донесува го тука на Вајаритка. Без ништо, без града, на гол камен. Сега, селяните дека има, на крсто ќе се избираме горе, на крсто. А и каменот што го носил, и тај се викал крсто, човек. И таму дълго време така на крсто доаѓале, после тај богат човек имал, што скоро рече, половината село го ранеше. Половината село го ранеше од залеп, жито, значи, богат беше. И он тогај направа една капелка. Капелка и крстот, как што си е бил тогај на тоа место и не е чепнан. Значи, около него ваа црква се прави около него, а он не се чепнал. И тоа беше капелка, 6/4 беше капелка беше. И селото наше собера се после, не бива веќе почнал да се отворят цркви секде да се прават, а Рома комунизам не дава цркви да се прават, не се веруваше тогај у Господ. Оттаму решува селото и кој ќе е иницијатор? Мојата баба, мојата жена да речем. И он иницијатор, едно време фаќале се, гледале се, жени фаќале се, сонувале се, не знам што како, и мојата жена што наредавала, селяните сега слушале. Цигли први има добол начин, дрва, да видиш такви работи се, и не да финансираме, него иницијатор да биде, организатор. И почнаа да зидат, доаѓа власта, доаѓаше милиционери, доаѓа гонеа ги. Мојата жена затвара, урадуваше полицијата, а имаме 5 деца тогај. Вика, дојсте кој ќе ми гледа дома. И па донесеа тука, па пушти и не дава. Известно време биде така неизградена, полека тука, како таа работа облакна комунизам, и тогај почнаваме црква да направиме и ето до тај тип го докараваме. Икони што имаше стари иконки малечки, мали. Речеме се иконостас нема. Иконостас нема и ајде, пазариме Струмица иконостас и донесеме го. Ето вие слики што ги гледате големи доле што се, тие се ето од ваде тука. Ваа што снаше ваа. Од него, се се од него така подарени. И така,
Имаше пристар човек, клисар, мислам те, църквар тук. Ево века на пълни години и вика кетарята друг. И кой е? Вика, ако й дам ключовото, вика, имам поверение на Миленко. И аз се викам Миленко. Има ключове, на него може да ги дадам, вика. А на друга не ми се дава, така трябва, лазейки кьодам, вика, нагоре, ма от други няма поверение, вика. Во село Јаргулица се наоѓа и подрачното основно училиште Коста Рацин. Училишната зграда постои многу оддамна, но во 2004 година е реновирана, па сега представува прекрасна институција со сите услови за учениците од Јаргулица. Подрачното основно училиште Коста Рацин од село Јаргулица се наоѓа во село Јаргулица и во склоп во Централното основно училиште од село Подраш. Моментално наставата се одвива во нова училишна зграда, која што темелниците се удрени во 2004 година, но училиштето е отворено и во функција е ставено во новата зграда во 2005-2006 година. Сега услови за работа во ова училиште се многу добри и со стандарди кои што се препишуваат со нови стандарди, со услови за работа прекрасни, може да се каже, со парно грејење, добро, нови училници, реновирано и моментално во ова училиште учат околу 54 ученика. Во ова училиште учат ученици од прво до пето оделение, додека по завршувањето на пето оделение учениците одат во Централното училиште во село Подраш, каде што го продолжуваат воспитно-образовниот процес. Што се однесува до другите манифестации и активности кои што се одвиваат во ова училиште, исто како и во Централното училиште, имаме манифестации за почетокот на учебната година, за прием на првачињата, новогодишен маскенбал, новогодишни приредби, за 8 март, априлијада, и сите манифестации што се предвидени со годишната програма за работа на училиштето. Исто така и учениците редовно учествуваат на манифестации кои што се предвидени на ниво на општина и учествуваат на ниво на општина во Радовиш, заедно со сите други ученици од другите училишти во општина Радовиш. А пред 2 години, во склоп на училишната зграда, се отвори и градинка. Благодарение на новиот Центар за ран детски развој, кој беше отворен во рамките на иницијативата Првите 5 се најважни на свет. Децата на возраст од 3 до 6 години од селото Јаргулица сега имаат можност да посетуваат квалитетна предучилишна програма. Пред 2 години во склоп на училишната зграда имавме просторија која што се доопреми со мебел од УСАИД и овдека сега работат со активности учени, не може да се каже ученици, тоа се дечиња од 2 до 5 години, значи пред период за започнување на основното училиште. И овде се примаат, тоа е проект од УСАИД, чекориме заедно, и овдека си работи наставник со предучилишна настава и има во 2 групи на ученици што работат заедно.
Од неодамна во Јаргулица е формиран и фудбалскиот клуб Јака Радовиш. Според Славе Јанчев, истото подоцна ќе го носи името 11 октомври. Во овој релативно нов клуб моментално има околу 30 играчи на возраст од 15 до 25 години. Со изградбата на мултифункционалното игралиште, младите надпреварувачи ги имаат речиси сите услови за тренинг, но и секојдневна рекреација. Подоцна ќе се преименува во ФК 11 октомври. ФК 11 октомври е формиран пред околу 8 до 9 месеци, заради тоа што имавме покана од градоначалникот и од Општинската лига во Радовиш да учествуваме како фудбалски клуб. Со силна желба на играчите и одредени луѓе во Јаргулица се формираше клубот, имавме силна поддршка од градоначалникот, се направи игралиште, значи пред тоа имавме повеќе наменско игралиште. Сега исто така со средствата од градоначалникот се направи и големото игралиште со димензии од 100 на 50 метри, заградено со помош на фудбалерите. Фудбалскиот клуб е млад клуб, прв пат се надпреварува во Општинската лига, број некаде околу 20 до 30 играчи, од 15 па се до 25-26 години.
Во 1994 година за прв пат во селото е формирано и играорното друштво Великденски цветови. Најмалите жители на Јаргулица секојдневно учат за македонската традиција и фолклор. Иако имаше долга пауза, по желба на децата и родителите, друштвото се прошири со големи успеси на регионално и државно ниво. Играорната група Великденски цветови сега брои околу 70 члена, кои имаат освоено повеќе награди и признанија. Нашата играорна група постоела некаде околу 20 години. Формирана 1994 година, но има со престане 5-6 години и сега пред 3 години па е формирана. Наново, со желба на децата и на родителите ја формиравме пак групата. Јас исто така сум свирач на гајда. Имам завршено во Штип, средното музичко училиште, Сергиј Михайлов во Штип, лани бев матурант и со моја желба и со желба на децата решивме да го обновиме оваа традиција, не? Во Јаргулица. Имаме настап, за овие 3 години настапувавме на доста фестивали во Јаргулица, оваа во градовите во Македонија. Имаме и во Србија одено и во Бугарија имаме 2 пати одено. Предходно, која е била понапред игрорната, се настапувале во Турција, во Хрватска. Исто така имаме освојувано многу награди. Лани во Битола за Илинденските денови зедовме прво место за најдобар детски фолклор. Во Свети Николе земавме прва награда, во Истибања. Оваа година учествувавме во Равица на Великденските средби, во Радовиш. Има повеќе настапи. Претежно нашиот фолклор се занимава со изворна музика, со изворни носи, изворни инструменти, гајда, тапан, сворче, тамбура и така. Нашиот ансамбл брои околу 60 до 70 членови. Има мала група, има средна, има и голема група. Во 3 групи се групирани децата според возраста и според начинот на играње, кој како игра. Имаме и постари жени кои за време, ако има некој изворен фестивал, како например во Битола, во Раовица, што се одржува во Свети Николе, ако се одржуваат изворни фестивали, бабите ги викаме и правиме обичаи со нив. Они пеат, децата нешто, нели изведуваме. И така. Се надеваме дека ќе продолжи оваа традиција од колено на колено и ќе бидеме се повеќе, ќе вложуваме труд за да може да опстане оваа група во Јаргулица и да децата да можат повеќе да шетат и да имаат интерес за тоа. Миленко Јованов од село Јаргулица повеќе од половина век свири тамбура. Од својата 10-годишна возраст другарува со неговиот омилен жичен инструмент. Сега има 84 години, но вели дека љубовта кон тамбурата не му дава да се откаже. Секојдневно ужива во свирењето на македонската народна музика. Освен што знае да свири, Миленко и рачно изработува тамбури. Досега има направено 36, а повеќето од нив ги има продадено на љубителите на тамбури. За изработка на еден ваков жичен инструмент потребни му се 2 до 3 дена, а најчесто ги прави од ореово дрво. Свирам од 10 години возраст, па до 84 години.
А рачно ги изработуваш тамбурите? Рачно се, јас ќе го гледаш това производство, се е мое рачно. Да. Сам си ги правам. И тие са малку остана, има дистина, а имам предадено 36 тамбури. У Швейцарија, у Германија, у Грција, у Словенија, патуван из Македонија. Ja. Колко до сега имаш тамбури направен вкупно? Купно 36 тамбури има направено до сега. Сите са разпродадени, уште вие стоят и още им заправено. Още им заправено. Тешко ли се правят? Па не е лесно. Оне ќе направиш лесно, најтешко се овие, преди да ги наредиш. Ако не ги на место туриш, сирка не се прави. Ja. Гледаш, некој има поредко, некој има почесто и ја. Така, колко време ти е потребно да изработиш една? 2-3 дена. Да. 2-3 дена оде. Со какво дърво се е прави? Како? Со какво дърво? Дрво, какво ќе најдам? Најповеќе се има глас од орах и баграм и црница. Ви как ги викате дудови, как ги црница. Од тие. Важно што това е најубава работа. Најнезгодна за работа, а модела нема ново глас. Сега со свајато ходам по има глас ново. Има глас и слава на повеќе. И таа е исправна, и таа работа, и таа. Сите работат. Ке кажам која свирка, има корограф, што викаме, да? Што ги учи децата и деца ги покажа. Децата как играат. Гледате до Миленко како свира и по него така ќе гледате и научија се, по ритмот го слушате и дек да одеме на прво не сме, второ, трето место сме. Ни цела Македонија имаше тано. У Бугарија имаме, у Србија има одено. Само тамбура и гајда. Сега пред нема месец у Инево. Не знам дали имаше од Струмица. И тамо, на трето место, толку 26 групи беме, на трето место беме ние. Зашо? Зашо било изворна музика. Това е изворна музика, нели? Не е уметничка. Сега Скопјани многу играа, ама уметна музика, гарнета и армоника, од това отпаѓаат оние. А ние после това, а плюс това, едно детенце, кога седете горе, едно гологлавичко дете, с него водеме го на кеца се. Чим го вземеме него, мора да сме на прво место, второ место. Ние овде заминуваме, а вам ви оставаме простор да размислите, зошто да го посетите ова прекрасно населено место. Интересните приказни и добронамерните домакини секогаш ќе живеат во нас, со желба да се вратиме и да бидеме дел од секојдневните случувања.